Зголемениот крвен притисок, маснотии во крвта, дебелина, диабет, неправилна исхрана, недоволна физичка активност, злоупотреба на алкохол и тутун се најчести ризик фактори за настанување на кардиоваскуларни заболувања. Превентивните прегледи за навремена контрола на овие параметри се битен елемент за навремено спречување на појавата на болестите. Едукацијата на населението за потребата од навремени превентивни прегледи за контрола на сопственото здравје е важен фактор за рано откривање. Здравствен дом од Кочани продолжи со акцијата за бесплатни прегледи, која е дел од програмата Здравје за сите. Медицинска екипа ги проверуваше жителите на село Градовци. Ова е предпоследната од 6 планирани акции Здравје за сите. Значи планирани се во текот на годината, 6 се извршат, предпоследна е ова и уште една. Углавном во руралните подрачја, населените места и во централното градско подрачје. Денес сме во село Градовци, одзивот беше многу добар, бидејќи претходно беше и најавена истата. До сега имаме прегледано отприлike толку и се планираат околу 50, значи прегледани се околу 50, плюс имаме оставено, најавени ни се 2 за домашна посета, значи се работи за непокретни луѓе, ќе бидат исто прегледани. Опфатени се, значи, во прегледот се опфатени мерења на крвен притисок, шекер, маснотии во крвта и антропометриските мерења, висина, тежина, обем на струк, возраст. После тоа добиваат совети за здравјето во зависност од тоа кои се резултатите. Програмата Здравје за сите на граѓаните им дава можност да извршат бесплатен здравствен преглед независно од нивниот статус на здравствено осигурување. Се спроведува претежно во руралните средини со цел приближување на здравствената заштита на лица кои ретко посетуваат лекар, но и останатите ризични групи на население. Од извршените анализи на резултатите од здравствените прегледи, лекарите утврдиле дека жителите на Градовци претежно се здрави и кај мал број се констатирани отстапувања по однос на маснотии и гликемија во крв, како и покачен крвен притисок. Немам некоја забелешка дека има осетно некое заболување да доминира, дали висок крвен притисок, дали покачен шекер. Значи, задоволна сум од здравјето на луѓето, бидејќи поготово беа повозрасна популација. На акцијата доктор Илиевска делеше и флаери и граѓаните ги советуваше за дополнителни прегледи кај матичен лекар ако има потреба, како и давање совети за грижа за здравјето и начин на исхрана.